Tvoj me vodi, zaradi imето Tvoje, Tatko moj, Te ljubam, milu Isuse. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, milu Isuse. Tvoje čezo spokoj mi dava, živa voda po utrobama. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, milu. Mir vam, bez mene ne možete da napravite ništo. So me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep. Tuku oce koji zbor odustata na Boga. Tuku oce koji zbor odustata na Boga. So tebe, so Isusa, možem se, Isuse, Hristose, so tebe, možem se. To je ta suština. Možem se, sve možem. Sve možem su Isusa Hrista koji me krepi, koji mi dava sila, koji me vodi, koji me ljubi, koji me oživuva, komu mu dozvolujem da upravува со мене и да ме менува, да ме промени во љубовта, да ме возобнови, да се родам во духот, да го оставам стариот човек. Сето тоа се елементи како вистински. Вистински, не само во умот. Не само фарисејскиот квас, да мислиш дека си спасен. Го знаеш Словото, си научил стихови, знаеш бројни стихови, каде се наоѓаат, приказните ги знаеш. Треба да ја живееш приказната, Исус да живее вистински во твоето срце. Татко мој, во името на Твојот Син, Господ Исус Христос, дојди и вечерва, и денеска, и утрово, во ова утрово муграта, овде, на Белото море, белиот ден од Тебе. Те молиме да дојдеш на Македонскиот полуостров и да ни помогнеш. Да се љубиме еден со друг, грците, бугарите, србите, албанците и сите други, и македонците. Постмакедонски идентитети. Да ја живееме Твојата љубов, да ни помогнеш да се додржиме до Армакедонот, до армакедонските слави, додека не се вратиш повторно. И доаѓаме сега, тука сме. Прво Солуњаните 5 глава. Нема потреба да ви пишувам за времето. Апостол Павле зборува за пишување. Знаете, кога слегуваат тие слова, јас ги запишувам. И тогаш учителот е Исус. Он зборува, он ги врши делата, он решава. Ја исполнувам неговата волја. Значи, нема потреба да ви пишувам за времето и датумот кога ќе се случи ова, кога Христос ќе дојде. Зашто толку го нема? Па затоа што чека долго трпеливо, многу милостиво. Он вечно не се лути, чека да се покаеме, сите да се спасат. Вие сигурно и самите знаете дека доаѓањето на Господ Отецот, односно на Исус, ќе биде ненадејно. Наеднаш мислиш, планираш нешто и тап, дојде тој, дојде по своето. Дојде кај своите и своите не го позна, но кога ќе дојде по своето, а што е тоа своето? Па духот што ти го дал, самиот живот. Ќе биде ненадејно како кога крадец неочекувано упаѓа ноќе, кај ме изненади, кај се појави сега ова. Кога луѓето од овој свет ќе мислат, сега сме мирни и безбедни, татко зборува и нека ги допре Твоето живо слово сите оние кои го имаат отворени срца и ќе речат Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Се што е од Исус нека остане, се што не е од Исус допрете се во срцето, ти го предавам срцето Господи Исусе Христе. Нека си замине од мојот живот. Јас му припаѓам на Исус Христос, јас му припаѓам, се откажувам од сатаната. И го прифаќам Исус Христос за мој Господ и Спасител, се откажувам од себе си. Кога луѓето на овој свет ќе мислат сега ми е убаво, мирен сум, безбеден, неочекувано ќе им дојде уништувањето. Како кога породилни болки и доаѓаат на жена.
Таа не знае точно кога ќе биде, знае, очекува, но таа очекува. И ти треба да очекуваш што треба да роди. Ти треба да се родиш во себе си одново. Како? Па да се откажеш од старата природа, од телесната, падната природа, сатанска, ѓаволска природа, себељубие и да се предадеш во неговата љубов. Он да те љуби. Он да ти даде љубов која никогаш не престанува. Тоа неминовно ќе се случи еден ден. Но вие што сте христијани, не живеете во мрак, во тој ден нема да биде непријатно. Нема да бидете непријатно изненадени како од крадец. Зарем ти не знаеш дека Исус те гледа, дека е тука, дека Исус тајната криена живее во твоето срце. Самиот живот е тој, но ти не му дозволуваш доминантност, ти управуваш по твојата волја, не му дозволуваш и тој насила не доаѓа. Царството Божјо се освојува насила. Како? Па Царството Божјо да биде внатре во тебе, не да живее во тебе тоа што си ти. Вие и припаѓате на светлината на денот. Кој врви по мене нема да оди во темнина, нека има светлина во животот. Кој врви дење не се сопиња, одиш дење со Исус. Јас сум светлината на светот, вели Исус. Вие сте светлината на светот, светло кое се става на свекник. Вие не и припаѓате на темнината и на ноќта, ова долина на сенка смртна. Затоа да не бидеме заспани како другите луѓе. Си живурка, си живе, кај ми пројде животот бргу. Еј, штубо ми беше, зошто да стареам, па сака да се подмладува. Тие сакаат вечно да живеат на земјата. Вечноста е само во Исус. Само љубовта е вечна, нема две вечности. Затоа да не бидеме заспани. Те сакам, Господ Исусе Христе, како другите луѓе, да не бидеме заспани, туку да бидеме будни и трезвени. Дали ја се сообразувам со светот? Ноќе луѓето спијат, ноќе се опиваат во темнина, тие се слепи и не гледаат. Но ние што му припаѓаме на денот, треба да бидеме трезвени. Треба да се вооружиме, ете тоа ни треба, оружје. Со вера и љубов, не пиштоли, бајонети. Треба да се вооружиме со вера и љубов. Вера и љубов. Тие да не бидат како штитник на градите, штитот на верата. Верувам во Исус, поверував е едно, верувам е друго. Увереност е трето. Значи штитот на верата, и тогаш ја имаш ти љубовта, во љубовта Исусова нема страв. Тие да ни бидат како штитник на градите, треба да се вооружиме со увереност. Те сакам, Господ Исусе Христе, дека ќе бидеме спасени. Од што? Од самите себе, од својата нељубов, и тоа да ни биде како шлем на главата, шлемот на спасението. Секоја мисла да е покорна на Исус. Не се сомневам. Знам дека Исус е со мене. И се што се случува е за моја поука. Бог не одбра за да не казни, туку да бидеме спасени. Спасени преко нашиот Господ Исус Христос, кој умре за нас, ја зема смртта на себе, ја победи смртта. Дали ти ја победуваш смртта самиот? Не. Смртен си. Само со Исус победуваш. Премин кога Исус му го даваш приматот, власта, собственоста, управувањето врз тебе, клучот од твоето срце. Така ја победуваш смртта кога од нељубов преминуваш во љубов. Затоа продолжете да се охрабрувате. Кој умре за нас, за да му се придружиме, умре за нас, да му се придружиме и вечно да живееме со него. Овде на земјата нема вечност. Без оглед на тоа дали кога тој ќе се врати, ќе бидеме живи или починати. И тоа, што значи тоа живи? Па живи сме во него или сме починале во тело, а душата и духот, односно духот кој ја носи душата, отпечатокот, во кој ти имаш тоа што си го сработил и степенот на твојата зрелост, како тој не прави копии и плагијати, него дозволува индивидуален развој во него по тоа да се претопиш. Затоа продолжете да се охрабрувате, да се изградувате еден со друг, да се изградуваме еден со друг. Затоа доаѓаме во заедништво,
Треба да го препознаеме телото Христово. Дали ме интересира мене заедницата или јас само си живеам сам за себе. Мене ме интересира да ми е добро, другите, некој ќе ми сгусти, молете се за мене, молете се за овој. Не те интересира што правиш ти за заедницата. За Царството Божие треба да работиш, па за заедницата да помогнеш. Се да дадеш што можеш. Од срце, не присилно, инако нема ефект. Бог го љуби оној што од срце дава. Има мене такви даваат. Малку се, малкумина. Голема група меѓу 30 на луѓе. Малкумина. Те сакам, Господи Исусе Христе. Треба да даваш и време, и простор, и свест, и својата душа. Драги христијани по црквите телесни, ве молиме да им оддавате признание на оние што вредно работат меѓу вас. Што ве водат во Господовото дело и ве поучуваат. Па ти имаш и обврски. Да прашаш дали треба нешто да помогнеш. Например, ние издаваме книги, спотови се монтираат за глуви и слушни. Се монтираат проповеди, завети, одат на 2 радија и на 1 телевизија. Фотокопии на песнарки, снимање на песни, монтирање на песни, монтирање на сведоштва, снимање. Тоа е евангелизација. Значи, дали ти помагаш по заедницата? Ве молам искрено да ги почитувате и да ги сакате заради тоа што го работат. Дали ти јавно со отворена глава, со отворено лице, зборуваш за Исус. Покажуваш која е главата твоја, дека Исус ти е глава, дека ти си сад или си жена и мораш да ја покриваш главата, се срамиш од Исус заради некого. Опоменувајте ги мрзеливите, охрабрувајте ги малодушните. Ти кога имаш мало дете, го подсетуваш, треба да јадеш, треба да пиеш апче, треба да станеш, треба да одиш ваму, треба да си измиеш лице, треба да учиш, треба ова. Го подсетуваш, така и тој те подсетува. Ти се случуваат одредени работи. Те подсетува, не те пушта. Тоа е аларм да повикаш кон него. Охрабрувајте ги малодушните. Помагајте им на слабите и имајте трпение за сите. Долго трпелива. Љубовта е долго трпелива. Тоа е Отецот. Он вечно не се лути. Он не го помни злото, а ти кога ми рече вака и така пред толку години. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло. Напротив, однесувајте се добро еден спрема друг и спрема сите луѓе. Победи го злото со добро, го имаме тој стих. Бидете секогаш радосни. Исус вели радувајте се и пак радувајте се. И ова го повторувам. Првите зборови кога воскресна, кога му се јави на Марија Магдалена и жените, му беа радувајте се. Се приближи, постојано молете. Со ова ги поттикнувам сите сотрудници. Молете се едни за други, секој ден да се молите. Организирајте групи, што и да ви се случува, прифаќајте го со благодарност. Се случува состојба, биди благодарен. Секогаш кога има некој потрес во заедницата, слегуваат поуки, текстови уште подлабоки. Зашто така вие што му припаѓате на Исус Христос ја исполнувате Божјата волја. Дали ја исполнуваш со радост Божјата волја или мрмориш, се само сожалуваш, се само проколнуваш, ти со зборовите употребуваш и така натаму. Бидете секогаш радосни, постојано молете се, што и да се случува, немојте да го задушувате дејствувањето на Светиот Дух. Не му дозволуваш он да те управува, си тераш по своја волја. Нема напредок така, мораш да му се предадеш. Ти да бидеш сад, Исус да зборува низ тебе, Духот да зборува. Тие црквите се занимаваат, тој биле личности вакви, какви личности бре луѓе. Ние зборуваме за заедништво, за едно тело, еден дух. Духовно заедништво, не се тоа личности. Немојте да го задушувате, немојте да ги занемарувате пророштвата.
проверувајте се што се проповеда и држете се за тоа што е добро. Држете се настрана од тоа што е зло. Па нормално ако јадеш некоја храна која е мртва и ти си мртов, ти мораш да имаш духовна храна од духовен учител која слегува, која не е од човечки ум, од човечка мудрост. Храна која е слезена, како писмото што треба да ви го прочитам, што вели апостол Павле. Се ќе видиме понатаму. Држете се настрана од се што е зло. Самиот Татко Бог кој е извор на мир, мирот свој ви го давам, нека ве направи целосно свети и нека го зачува чисто целото ваше битие, духот, душата и телото, се до повторното доаѓање на нашиот Господ Исус Христос. Дух, душа и тело. Тело кафес од земја, дух вдахнат во лик, обликуван си облик, нели? И стануваш душа. На оној што ве одбра, можете да му верувате. Дали му веруваш? Тој на вистина ќе го стори тоа. Драги пријатели христијани, молете се и за нас кои евангелизираме. Поздравете се меѓу себе со свет бакнеш. Веќе задолжувам во името на Господ да го прочитате ова писмо пред сите христијани. Ете, тоа е тоа писмо. Нашиот Господ Исус Христос нека ви биде благонаклонет. Кој е тоа писмо? Па тоа што му слегувало на апостол Павле, е ова, например, како што слегува во духот. Тој ги учи. И јас не ја проучувам Библијата. Тие ја проучуваат. Го отворам срцето, он е учителот, он е водачот, он е отецот. Он води. Не зборувам од себе, како мали деца се расправате по пазариштата. Пишано е, деца сте вие што не раснете во верата во Исус, стоите на една иста точка. Пазариштата се вашите земни, телесни заедници, цркви, деноминации. Исус влегува и ги растури тезгите по пазариштата, по храмот. И им рече трговци и разбойничка пештера. Видете, ние можеме сега да земеме Македонија. Ние сме сега овде во Егејска Македонија, има Пиринска Македонија, има во до Јонското море, там Албанска Македонија. Или Македонскиот полуостров. Во Македонија е под страшен притисок на сатаната. Бидејќи политичарите ваши, слепите водачи, постојано повторува едно те исто, две организации кои се сатански и тоа го привлекуваат. Малку сме ние, мало стадо, кој викаме надвор од Македонија сатано. Надвор, пазете, ги растури тезгите, неговиот дом, направена трговија, пазариште, разбойничка пештера. Исус влегува во храмот Божји и ги истера сите што продаваа и купуваа во храмот. Ги растури масите, комарци мелат, наменувачите и столовите на оние што продаваа гулаби. Дали тој влегува во моето срце, му дозволувам да растури се што пазарам и тргувам. Дали сум јас храм? Пазете сега на Светиот Дух. Дали ова дејство се случува внатре во моето срце? Па тоа е прашањето. Во мене се случува или вон мене? Дали продавам и купувам? Дали менувам, променувам вака така во храмот, во душава, во срцево, во мене внатре? Дали јас сум на продажба, кој ќе даде повеќе? Дали сум гулаб на продажба? Матеј 27:12. Мудри како змии, незлобни како гулаби. Исус им рече, напишано е, значи не се брише, не на камени слова. Како вика, пишани слова, камени, телесни слова, кој убива, кој е смртоносно слово. Домот мој нека се нарече дом за молитва
Дом за молитва, молитвен дом, а вие го направивте разбойничка пештера, Матеј 27:13. Кои сме тие ние? Па ние. Дали твојот дом, твоето срце е разбойничка пештера? Дали му предаде на Исус да го исчисти твоето срце, од срцето човечко излегуваат таму? Дали сум дом за молитва во срце, од душа, или сум разбойничко дувло и пештера? Си терам јас како што мислам. И потоа доаѓаат кај Исус во храмот куци и слепи и тој ги излекува. Физички или духовно? Двете. Секогаш има двојно или тројно значење. Дали гледам или сум слеп? Без Исус. Дали одам сам во сила или куцам, крепам, одвај одам без Исус? Тоа се прашања за живот и смрт. Ако гледате, гревот ви останува. Ако гледаш, гревот ти останува. Ако гледаш самиот, а за куцањето е исто. Пазете, по кој пат врвиш без Исус во срцето? По твојот или по неговиот? Твојот пат е широк пат што води во пропаст, неговиот пат е тесен кој води во животот. Дали имаш сила самиот да одиш исправен, право, а од деновите на Јован Крстител па до сега, до овој момент, Царството Небесно со Исус се освојува, со сила. На сите што го прими им даде сила, со напор се освојува. И силните го грабаат. Од десната страна си во силата и велиш не за сатаната и смртта. Надвор од мене, Сатано, во името Исусово. Во духот му наредувам на телото исцелување. Простувам од срце. Се покајувам за секој греф и за гревовите на моите предци. Никого не осудувам. Еден е судијата, изборува за овој род, паднат сатански на земјата. Тој род, кој е тој род? Тој личи на деца што седат по пазариштата, по црквите, па им довикуваат на своите другари и велат: ви свиревме и не игравте, ви пеевме, ви тажевме и не плачевте, Матеј 11:6. Па што? Па нивното си го свират. Тие си свират своји песни, своји таги си тераат. Се занимаваат со световни работи. А ти од кој род си? Дали си од децата кои не раснат во духот Исусов, а се расправаат и довикуваат, вреват по пазариштата? Дали си разбойничко дувло, пештера, телесна, земна, поделена црква? Дали плачеш со оние што плачат и се радуваш во Исуса Христа, зашто Синот човечки дојде да си го бара загубеното? Матеј 18:11. Дали сум загубен и најден во Исус Христос? Или јас сум си се загубен, не сум си загубен, јас сум си најден сам на себе, верувај во себе. И уште еден стих: вистина ви велам, се што ќе сврзете на земјата, ќе биде сврзано и на небото. Се што ќе разрешите на земјата, ќе биде разрешено и на небото. Матеј 18:18. Што разрешуваш и све? Па разрешувам сите конфликти, простувам. Не осудувам, не сврзувам ништо. Простувам и препуштам во Негова волја. Нека биде волјата твоја суштински момент на преобразба. Дали сврзувам и поврзувам во Исус, дали прости, не осуди. Те сакам, Господе Исусе Христе, ја прифати Исусовата љубов кон сите. Ја прифати Исусовата љубов кон сите. Дали се одврза од се земно? Тоа е битен момент. Луѓе, односи, имот, слава ти Господи, спомени, желби, мисли, очекувања, тоа што си ти, тоа што мислиш дека си личност, од личност треба да станеш сад за свечена и секојдневна употреба, кој ќе го полни Исусовата љубов. Дали се одврза од се телесно и земно? Сине, на семокниот татко. Еве што се врзува и одврзува. Прангите на сатаната со духот на овој свет врз тебе, кој те држи врзан за земното и собираш богатство на земјата, наместо да собираш богатство на небесата, со двоостар меч и мечот на духот. Во името Исусово ги раскинувам
сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене, врз заедницата, врз македонскава земја и на секаде каде што се движам. Те сакам, Господ Исусе Христе, пак ви велам, ако дој двајца од вас, собрани во Негово име, двајца од вас се согласат на земјата да молат за нешто, што и да било, пазете го сега ова, ќе им биде дадено од мојот Отец кој е на небесата. Матеј 18:19. Што и да било, но треба да останеш во тврда вера. Треба да простиш, да не осудуваш, да се покаеш, да ја прифатиш Неговата волја. И Царството Божјо да е внатре во тебе. Тоа значи Исус да живее во твоето срце. И тогаш ќе знаеш зашто се молиш. И потоа на зашто каде што двајца или тројца собрани во моје име. Првите двајца сме јас и Духот. И мојот татко и Исус. Тогаш сме тројца. Каде што се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум и јас. Има препев, има среден нив, во нив, во срцето 18:20. Дали сме собрани во Исусово име? Дали сме собрани во Исусово име? Таму сум и јас среден нив. Или сме деца што врескаат, хулат, продаваат по пазариштата. Важен елемент. Од тоа е условено дали е Исус на вистина во нас, во мене, во тебе, во твоето и во моето срце, во нас, во срцата наши, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, порасни синкот човечки, тебе ти велам, време е да созрееш во Исусовата љубов. За мене времето, за вас времето секогаш е годно. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам за Грција, Бугарија, Албанија, Македонија, Србија да се покајат, да ја живееме Твојата љубов, да не се мразиме. Бегај од Македонскиот полуостров, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Исцелување за сите оние, паднете на колена, допрете се до срцето. Ти го предавам срцето, Господи Исусе Христе. Исцели ме, ти благодарам и те љубам. Од земјата до небесата, Исус за секогаш. Амин. Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, татко мој, те љубам, мило Исусе. Не се плашам од зло, ти си со мене, мило Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробава. Не се